Сите угостителски објекти се отворени, но по воведувањето на последните мерки прометот им е како да се затворени. Кризата која во овој сектор веќе е хронична, беше причина за денешната средба помеѓу 30 на штипски угостители и градоначалникот Сашко Николов. По моја иницијатива денеска ги собрав поголемиот број на угостители во големата сала во општина Штип, каде што дискутиравме дали овие мерки кои што се предложени од Комисијата за заразни болести ги исполнуваат очекуваните резултати од една страна, од друга страна како се одразуваат врз работењето на угостителските објекти. Од разговорот со самите угостители видовме дека има недостатоци во однос на овие мерки и од неколку предлози кои што ги дадаа самите угостители, јас ќе ги пренесам директно до владата, директно до Министерството за здравство, директно до самата Комисија за заразни болести, бидејќи Штип е еден од градовите кои што има најголема процент на вакцинација и за извршена вакцинација со 2 дози, ние имаме право и да побараме да подредени услови бидат поставени во нашата општина, со што би се олеснела работата на самите локали. За угостителите, актуелните мерки се апсурдни и полни се со недостатоци, кои им носат загуба со која тие нема да можат да се справат. За несправедливоста на дел од мерките, за можноста за манипулација на истите тие мерки на начин на кој што теретот финансиски во форма на казни го сносиме ние. И тие диви шанкови кои никнуваат се очаен крик за помош. Значи, никој не го прави тоа од што има премногу. Напротив, се прави за да се заработи повеќе во време кога не знаеме какви ќе бидат следните мерки. Николов е согласен дека штетите се големи поради што донесени се предлог решенија за амортизирање на последиците. Па мерките се да воведеме антиген брз тест на повеќе пунктови во општината, со кои што овие антиген тестови ќе можат луѓето да влегуваат во самите објекти. Тоа е барање кој што ќе го јас пренесам директно до Комисијата за здравство, бидејќи на тој начин ќе овозможиме да угостителите работат, ги почитуваме мерките да незаразени влегуваат во самите пунктови и повторно апелираме дека сите ќе мора да се вакцинираат, бидејќи излез од оваа пандемија е само со масовно вакцинирање. Инветив на самите угостители, тоа го ветувам не како градоначалник, како човек кој што се бори за нивните права, е дека било кој да биде градоначалник после октомври, после изборите, ќе бараме да бидат ослободени од наплаќање на закупот што го правиме, што го прават нашите угостители на општинското место, односно закуп на урбани објекти, поставени урбани објекти на општинско место. Од своја страна, угостителите преку својот представник Љубан Стаменик тврдат дека ништо освен работа нив не може да ги спаси. Па моето лично искуство конкретно е некаде околу 70% обврат помалку. Колкав е проблемот за угостителите зборува фактот дека во Штип има околу 100 регистрирани угостителски објекти со повеќе од 1000 вработени. Сите тие повторно се максимално загрижени за својата екзистенција, бидејќи со ваква тенденција овој сектор нема да преживее.